Да, најпрвин ќе ми дозволите да на сите православни христијани и на сите оние кои што денеска го слават овој голем христијански празник, успение на Пресвета Богородица, да им го честитам, да им посакам здравје, среќа, успех на нив и на нивните семејства. Исто така ќе ми дозволите и на сите граѓани во Македонија да им посакам берекет и да живееме во една Македонија онаква каква што сакаме да живееме. Држава во која што се помалку ќе има порази, а се повеќе ќе има победи. Во држава во која што луѓето ќе се среќни, а не за жал како што сега се несреќни. Така што, еве, на овој голем христијански празник, уште еднашка на сите граѓани, на сите оние кои што го слават, да им го честитам празникот, да им ја честитам славата и да им посакам, успех, здравје и среќа на нив и на нивните семејства. Денеска имате многу средби со лидери на странски држави, пријатели, кажавте тоа што кажавте, во меѓувреме, која е пораката на политички план што ќе упатиме, поврзана со она што во моментот е актуелно, тоа се уставните измени? Па во принцип ова се денови кога не би зборувал многу за политика, но бидејќи веќе ме прашувате, би сакал да кажам дека во Македонија имаме за жал влада која што нема никаков кредибилитет, па би рекол и политички легитимитет. Кај народот веќе одамна нема легитимитет, ниту кредибилитет, но се помалку има и политички легитимитет, бидејќи главната нивна политика, тоа беше уставните измени под бугарски диктат, гледате како се удира во зид и помина 10 дена откако ја отвори Талат Џафери, онаа седница за уставните измени, се исцрпи дневниот ред, се гласаше по дневниот ред, јасно беше дека нема 2/3, јасно е дека нема мнозинство да биде испорачено тоа кое што го превземале како обврска. Што значи дека нивната единствена политика судира во зид и во отсуство на било каква друга политика, која што би можела да ги кохезира, нормално е и легитимно е опозицијата и народот да бара час поскоро да се одржат предвремени парламентарни избори, имајќи предвид дека напролет секако се редовните, но час поскоро да се одржат предвремени парламентарни избори, со што народот би избрал влада која што би имала и народен, но и политички легитимитет за да ги води процесите напред. Тука пред се мислам на реформските процеси и сите оние процеси кои што граѓаните ги очекуваат од влада која што би имала политички, но и народен кредибилитет и легитимитет. Така, господине Мицковски, се поизвестно е дека 1 септември наместо со часове ќе стартува со штрајк на просветните работници. Ваш коментар, оцена околу оваа ситуација? Па, мојот коментар е дека се потешко се живее. Можам да кажам дека и моето семејство на одреден начин е семејство кое што е поврзано со образовниот процес. Јас, знаете, сум професор на Универзитетот редовен Свети Кирил и Методи, но мојата сопруга исто така професор во една скопска гимназија, Орце Николов, и од прво лице сум запознаен со тешката состојба на наставно-образовниот кадар во училиштата, основните, средните, но и на факултетите, но и оние кои што се во градинките, односно предшколската возраст. Така што се тоа кое што се случуваше изминатиот период зададе наистина жесток удар врз стандардот на тие луѓе и буквално ние сме сега доведени пред една ситуација кога тие наместо да образуваат, наместо да ги едуцираат нашите деца, нашите најмили, тие едва и се борат како да го преживеат месецот од 1 до 1, а во исто време сведоци сме како владата на СДСМ-ДУ или ДУ и СДСМ, како сакате, како подобро ви одговара, на дневна основа дели тендери во 4 очи, на дневна основа се исплаќаат милиони и милиони за проекти кои што воопшто и не се случуваат, како што е онај фамозен проект за коридорите 8 и 10Д. Така што почитување на колективниот договор кој што е превземена обврска од страна на владата е основен предуслов за да колку толку се врати достоинството кај овие луѓе. За жал тоа не се случува, континуирано тие се жртва на манипулација од страна на владата и јас како човек, како еден од нив, бидејќи како што кажав сум дел од тој образовен процес, барам од страна на владата само да се почитуваат правата на наставно-образовниот кадар и да се почитува колективниот договор. Се останатото е само обичен политички спин и една гимнастика која што за жал се повеќе ќе го прави тежок животот на наставниците и професорите и тие наместо да образуваат, ќе се борат како да преживеат во месецот.
Така, вчера од националната мрежа на земјоделци поради лошите временски услови кои не затекна изминатиот период, обилните врнежи од дожд и потонели високите температури, од 50 до 100% има оштетување кај сите култури, речиси. Бараат државата да прогласи вонредна, односно елементарна непогода. По ваш коментар, треба ли да се прогласи, што би добиле земјоделците? Видете, тие нема да прогласат кризна состојба во земјоделието, затоа што се уште таму го нема каналот како да се подпишуваат договори во 4 очи и како на кој начин да може да се крадат граѓаните. Тоа може само да биде она, ако се сеќавате, енергетска кризна состојба, која што се уште е актуелна. Зошто? Затоа што е потребно некој да увезува во државава јаглен, некој треба да копа во рек Битола, па да се договараат мултимилионски тендери во 4 очи, провизиите точно се знае кај кого се исплаќаат, како се исплаќаат, која е количината и така натаму. Тоа за земјоделците не важи. Не важи за земјоделците од Пелагонија, кои што не можат нормално пшеницата да ја продадат по онаа цена по која што нив ги чини да ја произведат, односно ја продаваат за двојно пониска или пак скапува во амбарите. Во Росоман и праската и кајсијата, но и останатите земјоделски производи скапуваат на нивите. Зошто скапуваат? Затоа што системот за наводнување кај сифонот Макарија не функционираше повеќе од 1 месец и за жал тоа има огромна штета по земјоделците од тој крај. Ниска е цената откупна за раноградинарските производи, катастрофална е состојбата во ресенско со јаболкото, оризопроизводителите исто така се на колена. Една сеопшта катастрофа која што се случува, системот за наводнување низ Источна Македонија не е ичистен, не се вложува, така што имаме една катастрофална состојба која што 6 години ги има затекнато земјоделците и со право луѓето се револтирани, но на што е добро во целиот овој процес е што за неколку месеци од денеска владата на ВМРО-ДПМН, како и во минатото, така и во иднина, има сериозна намера да се занимава со земјоделците. Годишно најмалку 20 милиони евра инвестиции во системи за наводнување или во еден мандат повеќе од 80 на милиони евра. И тоа е она кое што навистина ќе овозможи добри предуслови за да можеме да се вратиме на оние времења кога земјоделците беа многоубројни во Македонија и беше една од главните извозни гранки. Јас сум убеден дека до тоа многу скоро денеска ќе дојдеме и убеден сум дека за неколку месеци од денеска еден од првите приоритети на идната влада на ВМРО-ДПМН ќе бидат токму земјоделците. Така и само за крај уште едно прашање во врска со последниот скандал со префрлањето на пари од Министерството за надворешни работи кон внук на поранешниот функционер од ДУИ, кој е и нивни донатор всушност на организацијски настан. Видете, во ДУИ секој министер си има своја фирма. И секој министер преку таа фирма ги краде граѓаните во тендери во 4 очи, таков и овој случај, каде што фирма која што претходно се легитимирала како донатор на Демократската унија за интеграција, добива тендер, а со тој тендер треба да направи одредени градежни зафати во спортскиот центар Борис Трајковски, каде што кон крајот на годината во декември месец ќе се одржи самитот на председатели шефови на држави на земјите членки на ОПСЕ. Со тоа практично се легитимира и организаторот, а тоа е Бујар Османи, кој што е во својство на министер за надворешни работи, бидејќи Ковачевски никој во суштина него ни прашува. Него само му кажува ти ќе бидеш денеска уште еден ден повеќе премиер, другото остави го и така не те бива за таа работа. Еве, тука ти се ресурсите, те возат лево десно, те викаат премиери уште малку, другото си е наша работа, така што него и така никој ништо не го прашува. Бујар Османи си има своја фирма, си е ангажира таа фирма. Таа фирма е донатор на ДУИ за градежни зафати во спортско-рекреативниот центар Борис Трајковски. Но сакам да кажам дека веднаш по промената во владата ќе следи одговорност. Ако некој мисли дека туку така ќе се спаси, дека ДУИ понатаму и овие фирми блиски до ДУИ ќе бидат заштитени како што беа до сега, се лаже. Еве, јавно им кажувам, не знам по колку пати треба да повторам и не знам колку сериозно ги сваќаат сите овие работи, но навистина овој пат се преигра малце повеќе и за ова ќе има одговорност. Да, ви благодарам. Убав ден да имате.